إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije bi iznillahi ta'ala ke продолжиме вечерва со уште еден дел од 9-та година после хиджретот од посланикот саллаллаху алейхи васелам, така што во минатиот дерс учевме за битката на Табук и за тие тројца сахаби ридвануллахи алейхим, што се случи со нив, и после Аллах субхана ва таала го прима нивното покајување, нивното искрено покајување, и исто од другата страна мунафиците, оние кои се колнеа лажно само за да ги задоволат луѓето, а не Аллах субханаху ва таала. После тоа, од важните настани кои се случија во 9-та година после хиджретот од посланикот салаллаху алейхи васелам, после битката на Табук, се случија неколку доаѓање на делегации. Затоа се нарече 9-та година Амул Вуфуд. Амул Вуфуд, годината на делегациите. Арапските делегации кои идеа кај посланикот салаллаху алейхи васелам со огромни бројки и го прима исламот. Му даваа заклетвата на посланикот салаллаху алейхи васелам и го прима исламот. И ова беше иденето на овие делегации кои го прима исламот кај посланикот салаллаху алейхи васелам во Медина. Ова беше од плодовите на отворањето на Мека. Зошто арапите тие гледаа, односно се ориентираа на курешитите. Гледаа што ќе прават курешитите, така и тие да ги следат нив. Зошто курешитите беа нивните водичи, беа тие кои имаат таја чест да ја чуваат Кааба и да бидат одговорни за Кааба, и така сите овие причини беа за луѓето да ги следат Куреиш, и затоа кога Куреиш, ова огромно племе со углед меѓу арапите, кога го примија исламот со големи бројки во 8-та година, кога посланикот салаллаху алейхи васелам отвори Мека, така тогаш почнаа другите племиња арапски да доаѓаат во вид на делегации кај посланикот салаллаху алейхи васелам, и така што го прима исламот. После тоа, после тие идење на делегации кај посланикот салаллаху алейхи васелам и прифаќање на исламот, влезе, како што велит имам Заһаби рахимахуллах, ес-сенатул ашира, 10-та година
posle hijđretот od poslanikot sallallahu alaihi wasallam i isto take na početokot od 10. godina продолжија делегациите да идат кај посланикот салаллаху алейхи ва селам од сите страни во арапскиот полуостров и надвор од арапскиот полуостров, да идат кај посланикот салаллаху алейхи ва селам и да го прифаќаат исламот. И не само тоа, туку како што велит имам ад-Захаби рахимуллах, ислам мулукул Јемен. Мулукул Јемен, значи прифаќање на исламот од страна на краловите во Јемен. Значи не само луѓето кои го прифатија исламот беа од полуарапскиот остров и од другите краеви од арапскиот свет, туку исто и од Јемен краловите го прифатија исламот, и така што му испратија на посланикот салаллаху алейхи ва селам писмо во кое што го известуваат дека тие се конвертирале во исламот и дека го следат посланикот салаллаху алейхи ва селам. Ова значи во почетокот исто на 10-та година после хиџретот од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Исто важна случка која се случи во 10-та година во месец Рабијел Ауал, во 10-ти ден од Рабијел Ауал се случи, умре синот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, а тој беше Ибрахим радијаллаху ан. Синот од посланикот салаллаху алейхи ва селам кој имаше 1,5 година. Ибрахим радијаллаху ан, кој имаше 1,5 година, умре во 10-та година, во месец Рабијел Ауал, во 10-ти ден. Оваа случка, умирањето на Ибрахим радијаллаху ан, го натажи нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам, кој го сакаше неговиот син со огромна љубов, така што, како што велит Енес радијаллаху ан во неговото пренесување, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам го зеде неговиот син Ибрахим радијаллаху ан во неговите раце и рече: тедма'у l'айн ва јахзану l'қалб ва ла неқулу илля ма јарда раб. Валлахи ја Ибрахим, инна бике ла махзунун. Посланикот салаллаху алейхи ва селам, кога го зеде неговиот син Ибрахим радијаллаху ан во неговите раце и ги рече овие следни зборови, дека окото течит солзи, значи окото плачит, срцето е тажно, но ние не велиме ништо друго освен она што го задоволуват нашиот Господар. Навистина, о Ибрахим, ние сме поради тебе многу тажни. Значи посланикот салаллаху алейхи ва селам плачеше за умирачката на неговиот син Ибрахим радијаллаху ан и беше тажен поради ова, што значи дека е дозволено кога некој близок човек, кога некоја близа роднина ќе умрет, дозволено се плачет, но без да се дигнуват гласот, без да се врескат, без да се пиштит и без да се зборуваат зборови кои се забранети во шеријатот и без да се кинат, значи, облеката, како што има некои луѓе, како што има некои луѓе нини обичаи. После умирачката на Ибрахим радијаллаху ан, дојде месец Dhul-Qa'da, и тој беше месецот Dhul-Qa'da, значи 11-тиот месец
hidžretski gledano, hidžretski brojano mesecite, Dhul Qa'da je znači predposlednji od mesec od islamskata godina. Vo mesec Dhul Qa'da, potočno 25. Dhul Qa'da, poslanikot sallallahu alaihi wasallam gi povika muslimanite za hađ. Znači gi povika da pravat hađot. I ova je onoj hađ što go praveše poslanikot sallallahu alaihi wasallam hađetul wada'. Hađetul wada' znači hađot na zboguvanje. Zašto? Poslaniko sallallahu alaihi wasallam se zboguvaše od njegovite ashabi. Isto beše narečen hađetul islam, hađot znači na islamot. Isto beše narečen, kako nekoj alimi go narekuvat, hađetul tamam znači hađot na usovršuvanje. Zašto hađot na usovršuvanje? Zašto vo tekod na hađot Allah subhanahu wa ta'ala usovrši ova vera. Zašto site drugi verski pravila beja objasnati od poslanika sallallahu alaihi wasallam i taka što veke beše ostanato samo hađot, da im go objasnit poslanik sallallahu alaihi wasallam na njegovite ashabi, koji mu se zadolži na poslaniku sallallahu alaihi wasallam vo 9. godina. Vo 9. godina, posle hidžretot, mu se zadolži na poslaniku sallallahu alaihi wasallam hađot, i taka što vo istata godina, vo 9. godina, poslaniko sallallahu alaihi wasallam go isprati Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an da pravit hađ i da im naredi na mušricite deka posle ova godina ne smeja tije poveke da prava tavaf kaj Ka'ba i isto ne smeja da vlagat kako što ima mušricite običaj bez obleka. Znači beše od ninite mušritski rituali koga go pratije tavafot, kako što go praveja tije, go praveja bez obleka. Taka što poslanik sallallahu alaihi wasallam go isprate Abu Bakr as-Siddiq radijallahu an da gi izvestit mušricite tije što ušte nego nema primanu islamot, deka poveke ne smet da vlagat vo Ka'ba i da prava nivnite širkovi i isto da vlagat bez obleka. Taka što da se očistit Ka'ba od site tije nečistoti i poslaniko sallallahu alaihi wasallam da može da se upati 20. godina so njegovita ashabi i da go izvršit islamski od hađ. I zato, znači, kako što rekao, ovaj beše hađ od na usovršuvanje na verata, zašto vo tekod na hađot koga beše poslaniko sallallahu alaihi wasallam vo Arafat, mu se objavi slednji od ajet, a to je Allah subhanahu wa ta'ala velit al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala velit denes verata vaša je usovršiv i blagodatot moj sprema vas go ispolniv i ja sam zadovoljen da bidit vaša vera islamot. Znači apsolutno jedinstvena vera koja je primjena kaj Allah subhanahu wa ta'ala, so koja Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljen, to je islamot. Druga vera ne primat Allah subhanahu wa ta'ala i koji druga vera sledit i umira so taja vera, negovo to mesto je za sekogaš i večito vo džehennem. Taka što znači vo ovaj hađ što go izvrši poslanik sallallahu alejhi ve sellem vo 10. godina vo mesec Dhul Hidža, znači se ispolni, se usovrši ova vera
sovrši Allah subhanahu wa ta'ala, така što poslaniko sallallahu alaihi wa sallam site pravila, znači im gi nauči na njegovite ashabi za sve što mu objavi Allah subhanahu wa ta'ala, im go prenese i gi nauči toj samiot. Така како што вели Аиша радијаллаху анха, супругата од посланикот салаллаху алейхи ва селам, дека кога ги повика посланикот салаллаху алейхи ва селам муслиманите за да го извршат хаџот со него заедно, во месец ذul Qa'da, 25 од месец ذul Qa'da, крена посланикот салаллаху алейхи ва селам од Медина за Мека. Така што кога крена од Медина за Мека и дојде до ذul Хулейфа, а ذul Хулейфа е микатот од Медина. Значи границата кој не смее да се преминит, освен оној што сака да прави хаџ или умра, треба да влезе значи во ихрам. Треба да влезе значи во ихрам и да го направи ниетот за хаџ или за умра. А тоа е значи границата за Медина е ذul Хулейфа. ذul Хулейфа од прилика значи е 15 километри надвор од градот Медина. Значи денеска во тоа време значи беше надвор од Медина се рачунеше. Значи требаше човек да патува за таму, но во денешно време, во нашава денешница, со зголемување на градот, со ширење на градот Медина, тие што идат надвор од Медина, значи како хаџи или умреџи, тие не можат никаква разлика да заприметат меѓу самиот град Медина и ذul Хулейфа. Значи мислат дека е сето тоа заедно. Зошто? Значи цело место е тоа веќе меѓу џамијат од посланикот салаллаху алейхи ва селам и до микат ذul Хулейфа, значи е све населено. Све населено е, значи и немат, значи не осеќават човек разлика. Но правилото е останато. Значи правилото што не смее да се преминит микатот, освен човекот треба да влезе во ихрам и да го направи ниетот за умра или за хаџ. Кога дојде посланикот салаллаху алейхи ва селам во ذul Хулейфа и влезе во ихрам, и денеска во нашата денешница, тие што биле на хаџ или на умра, тие знаат многу добро дека сите удобности, сите можности се тука да човекот, да умреџијата или хаџијата да може да се спреми за да влезит во ихрам. Значи тука имат значи купатила со кои се со тушој, што може човекот да се тушират, да се исчистит и да влезит во ихрам. И што е важно исто што треба да се спомнит, зашто како велит посланикот салаллаху алейхи ва селам, кој не и се заблагодаруваат на луѓето, тој не му се заблагодарува на Аллах субханаху ва таала, што треба да се спомнит дека сите тие удобности кои имат потреба еден хаџија или еден умреџија, сите тука ги има, значи, кралството на Саудиска Арабија спремано и донирано, и никој во никаква ситуација не иде тука да ти побарат пари или не знам друга работа, туку сите тие тука чистачи, сите тие тука вложенија и финанции, што огромни се давачки, никој не идет кога човекот сака да влезит, значи да се истушират или кога ќе излезит, никој не иде, значи да му барат пари или да му барат некоја друга работа, туку тие луѓе го прават тоа, значи тие кралови, тие владари
го прават тоа, значи, фи себилилlah, само за Allah subhanahu wa ta'ala, и не очекуваат награда од луѓето. Кога посланикот салаллаху алейхи ва селам влезе во ихрам, значи во тие, како што велат нашите луѓе, белите пешкири, кога влезе посланикот салаллаху алейхи ва селам во ихрам, тогаш тука во Зул Хулейфа се кланяше посланикот салаллаху алейхи ва селам, се кланяше еден намаз, во некои пренесувања дека е пладне намаз, и тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам се качи на неговата камила, и кога неговата камила се крена, зашто човекот за да се качи на камила, треба камилата да биде седната. И после тоа, значи, камилата се дигнуваат на нозе со јавачот. Значи, тоа што го носите. Камилата е единствено животно, транспортно животно, кој со целиот јавач и со сите други работи што ги носит, од седната стануваат. Зошто може човек да земит најјакиот конј, еден конј да земит, или магара, или маска, и да бидат седнати тие, и да имат, да биде на нив јавачот или други работи, значи, не можат тие да станат, но камилата, Аллах субханаху ва та'ала има така створено, што таја со целиот јавач и со сите тие работи што ги носи на неја, стануваат. Кога стана камилата, посланикот салаллаху алейхи ва селам во сите страни каде гледаше голем број на луѓе, значи што окото, што толку далеку имаше луѓе, до таму каде што гледаше окото. И некој дел од сахаба ридвануллахи алейхим, некој беа исто со камили, некој со коњи, некој со маски, некој на ноза, зашто бројката која што беа тука со посланикот салаллаху алейхи ва селам во Зул Хулейфа беше над 100.000 сахаба. Над 100.000 сахаба беше бројката која што беше тука, и сите тие над 100.000 кои беа тука присутни, сите сакаа да го видат посланикот салаллаху алейхи ва селам и да го земат и да го научат хаџот од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Така што исто, значи, гледаме сега 10-тата година после хиџретот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, тука се, значи, над 100.000 сахаба. Кога дојде посланикот салаллаху алейхи ва селам во Медина, значи кога го направи хиџретот, емиграцијата за Медина, значи пред 10 години од ова време, бројката на муслиманите од прилика беше 500 муслимани. И на мухаџирун кои правеа емиграција од Мека за Медина, им изгледаше оваа бројка 500, значи 500 муслимани, им изгледаше голема бројка. Им изгледаше дека џемаетот е зголемен, но не отидоа 10 години, таја 500 сега беа 100.000, повеќе од 100.000 сахаба, кои дојдоа, значи не беа само од Медина, туку сите краеви, кога слушнаат дека посланикот салаллаху алейхи ва селам ги повикуваат за хаџ, тога дојдоа сите, сака да ја имаат таја чест за да го извршат хаџот со посланикот салаллаху алейхи ва селам, и исто така да го научат, значи да ги научат ритуалите од хаџот, да ги научат директно од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Кога посланикот салаллаху алейхи ва селам крена од Зул Хулейфа, беше качен, значи, на камила и крена за Мека,
тогаш го направи, значи, ниетот за хач. Значи, тога е посланикот салаллаху алейхи ва селам, лебейк Аллахума хач, и тогаш почна да вика, значи, телбието, лебейк Аллахума лебейк, лебейк ла шарика лека лебейк, иннал хамда ва ни'мата лека вал мулк, ла шарика лек. Значи, овие зборови кои кажуваат теухидот, значи, имплементирање на теухидот од посланикот салаллаху алейхи ва селам, така што ги учеше неговите асхаби, исто овие зборови на теухид, да ги повторуваат, и така исто посланикот салаллаху алейхи ва селам ги изговараше на гласно. Ги изговараше посланикот салаллаху алейхи ва селам на глас. Ова, значи, продолжи посланикот салаллаху алейхи ва селам во неговото патување од Медина за Мека, и од време на време ги изговараше зборовите, значи, го правеше телбието, лебейк Аллахума лебейк, лебейк ла шарика лека лебейк, иннал хамда ва ни'мата лека вал мулк, ла шарика лек. Значи, сите овие зборови ги повторуваше посланикот салаллаху алейхи ва селам, се додека дојде посланикот салаллаху алейхи ва селам во Мека. Се додека дојде посланикот салаллаху алейхи ва селам во Мека, и се додека виде Каъба, посланикот салаллаху алейхи ва селам го изговараше телбието. После тоа влезе посланикот салаллаху алейхи ва селам во, значи, кај Каъба, и го почна тавафот од црниот камен. Значи, го почна тавафот од црниот камен, што тука, значи, се почина тавафот и ден денеска. Го почна посланикот салаллаху алейхи ва селам и правеше, значи, 7 кругови. 7 кругови околу Каъба. Кај секој круг, кога идеше кај црниот камен, го допираше посланикот салаллаху алейхи ва селам црниот камен и продолжуваше пак, значи, другиот круг да го прави. Меѓу Рукнул Јемен и црниот камен, значи, меѓу чошот кој кажува за Јемен, значи, стубот од Каъба, кој кажува за Јемен, и стубот каде што е црниот камен, значи, ја правеше посланикот салаллаху алейхи ва селам довата Раббана атина фи дунја хасанатен ва фил ахирати хасана. Значи, оваа дова ја правеше посланикот салаллаху алейхи ва селам ва қина азабен нар, и, значи, зачувајне од казната на огнот. Ја правеше посланикот салаллаху алейхи ва селам меѓу Рукнул Јемен и Хаджарул Асвад, и, значи, црниот камен. Кога посланикот салаллаху алейхи ва селам го заврши тавафот, што беа, значи, 7 кругови, тогаш се упати посланикот салаллаху алейхи ва селам зад Мекаму Ибрахим, значи, каде што тука меѓу, значи, онма кај Каъба, во близина, значи, околу 15 метра до Каъба, Мекаму Ибрахим, значи, местото на Ибраима алейхи салату васелам, што е ден денеска, значи, тука внатра, што се гледат исто на многу слики, ако не го видел, ако не бил таму, значи, едно, значи, како што е позлатено, тука внатра е стапалката од Ибрахим алейхи салату васелам. Како е дојдено до таа стапалка? Дојдено до таа стапалка е кога Ибрахим алейхи салату васелам со неговиот син Исмаил алейхи салату васелам изградуваа Каъба, Ибрахим алейхи салату васелам увек се враќаше неколку чекори назад за да гледат, значи, ѕидовите на Каъба, дали се прави, дали се рамни ѕидовите на Каъба, и така остана, значи, таја стапалка од Ибрахим
тоа место од Ибрахим алейхи салату вассалам. И тогаш рече посланикот салаллаху алейхи го цитираше ајетот, говоро на Аллах субхана ва таала: "Ваттахиду мин мaqam Ибрахима мусаллах". Значи Аллах таала велит и наредува на верниците, му наредува на посланикот салаллаху алейхи селам и земете го местото на Ибрахим алейхи салату вассалам место за намаз. Така што посланикот салаллаху алейхи васелам после тавафот отиде зад мекаму Ибрахим и меѓу Каба и посланикот салаллаху алейхи беше значи мекаму Ибрахим и тука ги клања посланикот салаллаху алейхи васелам два рекати во која што читаше во првиот рекает суратул Кафирун и во вториот рекает сурату Ихлас. Значи ова е све во опишување на хаџот, значи прописите на хаџот од посланикот салаллаху алейхи васелам. Значи кога дојде во Мека, првин го изврши тавафот, кој беше 7 кругови, после тоа отиде посланикот салаллаху алейхи васелам кај мекаму Ибрахим и ги клања, значи ги клања два реката намаз. После тоа посланикот салаллаху алейхи васелам кога ги клања тие два реката намаз, отиде посланикот салаллаху алейхи васелам кај водата Земзем, и тука пиеше посланикот салаллаху алейхи васелам од водата Земзем, значи толку треба да се напиет хаџот или умреџијата, значи колку да можат да пиет. Значи суннетот од посланикот салаллаху алейхи васелам е да може значи да се напиет колку и да можете. После тоа посланикот салаллаху алейхи васелам отиде повторно кај црниот камен и го допре црниот камен и од црниот камен се упати кај Сафа. Се упати посланикот салаллаху алейхи васелам за ридот Сафа и кога дојде посланикот салаллаху алейхи васелам пред ридот Сафа, значи нормално денеска кога човек го прави хаџот или умра, не гледа тука ридови. Значи тоа денеска местото тотално инако изгледат, но во тоа време значи беа две мали ридчина. Ас-Сафа вал Марва. Кога дојде посланикот салаллаху алейхи васелам кај Ас-Сафа, пред ридот Ас-Сафа, тогаш го цитираше говорот на Аллах субхана ва таала: Инна Сафа вал Марвата мин шааириллах. Навистина Сафа и Марва се од Аллаховите знаци. И рече посланикот салаллаху алейхи васелам: Абдау бима бада Аллаху би. Значи јас починам со она што почнал Аллах субхана ва таала. Значи го почна ес-са'i. Значи овде се вика това ес-са'i, одење меѓу Сафа и Мерва. Аллах субхана ва таала значи во овај ајет е споминат првош ес-Сафа. И така што посланикот салаллаху алейхи васелам почна значи со Сафа, застана кај Сафа, кога застана кај Сафа и гледаше Каба, се сврти кон Каба и ги крена неговите раце и правеше дова и го славеше Аллах субхана ва таала, и кога заврши со славењето на Аллах субхана ва таала и со правење на дова, тогаш посланикот салаллаху алейхи васелам се упати за Мерва. Кога стигна за Мерва, значи дистанцата меѓу Сафа и Мерва е околу 500 метра. Значи околу 500 метра до 600, отприлика, Аллаху алем, толку е. Значи првин посланикот салаллаху алейхи застана во Сафа, правеше дова, го славеше Аллах субхана ва таала. Од тука после се упати посланикот салаллаху алейхи за ел Марва, значи ридот на другата страна што беше. И исто тука го правеше истото како што правеше во Сафа, значи го славеше Аллах субхана ва таала,
tekbiruvаше, la ilaha illallah, звелеше и така натаму, и правеше дова, и пак после отиде од Мерва за Сафа. Значи ова се прави ес-сају, значи одене меѓу Сафа и Мерва, исто 7 пати. 7 пати. Значи овде треба пазливост, некој може би и има това ни се случило нас луѓе, значи им се случило на луѓе кои ги знаеме, имам искуство со тоа, а тоа значи дека некои луѓе мислат дека Сафа Мерва и Мерва Сафа значи еднош. Значи тој мислит еден круг тој значи. Не, значи ако правиш така ќе направиш 14 кругови. Туку кога ќе бидиш на Сафа и ќе заминиш на Мерва, ова е еден круг. Од тука после, од Мерва до Сафа назад е вториот круг. Од Сафа пак во Мерва третиот. И така, значи, 7-миот круг, кога креваш од Сафа за во Мерва, значи, починаш, првиот круг, кога починаш во Сафа, а завршуваш во Ел-Марва. Завршуваш во Ел-Марва. Кога посланикот, салаллаху алейхи ва селам, го заврши сајот, ес-сају, го заврши меѓу Сафа и Мерва, тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам им рече на неговите асхаби, кој немат со него земено курбан, тој може да излезит од ихрам. А оние кои имаат земено со нив курбан, како што беше посланикот салаллаху алейхи ва селам, имаше со него земено 100 курбани, тие остануваат во ихрам. Зошто имат 3 врста на хаџови. Имат 3 врста на хаџ. Хаџ ет-теметту, хаџ қиран и хаџ ифрад. Хаџ қиран е тој вид на хаџ кој го извршуваше овде нашиот посланик салаллаху алейхи ва селам. А тоа е хаџ қиран, да го земиш курбанот со себе си. А хаџ ифрад е хаџот без умра и без курбан. А хаџ теметту е оној хаџ кој се прави и умра и хаџ. Се прави и умра и хаџ. Значи не само хаџ, туку и умра. И денеска, значи, повеќето муслимани го прават овај вид на хаџ, а тој е хаџ ет-теметту. Хаџ ет-теметту, како што им препорача посланикот салаллаху алейхи ва селам на неговите асхаби, оние кои не ги има нивните курбани со себе си земено, тие можат да излезат од ихрам и после во 8-миот ден, значи јеумет тервија, во 8-миот ден, повторно, значи, влагаат во ихрам. Посланикот, салаллаху алейхи ва селам, како што спомнавме, ги имаше, односно, неговите курбани со себе си земено, така остана посланикот салаллаху алейхи ва селам во ихрам. И другите денови остана посланикот салаллаху алейхи ва селам во ихрам. Во 8-миот ден од Зулхиџа, значи еден ден пред денот на Арафат, денот на Арафат е 9-тиот ден од Зулхиџа. Овие се нарекуваат јеуму ет-тервија. Јеуму тервија, значи е 8-миот ден од месец Зулхиџа. Во тој ден, јеуму тервија, посланикот салаллаху алейхи ва селам замина за Мина. Замина посланикот салаллаху алейхи ва селам за Мина и тука го направи ниетот, тука го направи посланикот салаллаху алейхи ва селам ниетот за хаџот. И во Мина, посланикот салаллаху алейхи ва селам во Мина, кога дојде во Мина, клањаше Зухур и Аср, Магриб
i iša. I drugiот ден феџр. Значи, овие 5 намази ги клања посланикот саллаллаху алейхи ва селам во Мина. Кога идниот ден, кога го клања феџр, од денот на Арафат, во 9-тиот ден од ذулхиџа, после намазот, после феџр, после сабав намаз, посланикот салаллаху алейхи од 9-тиот ден, значи се више влегуваме во 9-тиот ден од месец ذулхиџа, значи кој овај ден, денот на Арафат, посланикот салаллаху алейхи ва селам остана додека изгреа сонцето. Значи остана во Мина додека изгреа сонцето. После изгревање на сонцето се качи посланикот салаллаху алейхи ва селам на неговата камила и се упати за Арафат. Се упати посланикот салаллаху алейхи ва селам за Арафат. И така, кога беше пладне време, значи времето од пладне, тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам го направи худбето на Арафат, значи худбету Арафа, значи познатата худба кој го држа посланикот салаллаху алейхи ва селам, значи во денот на Арафат, а тоа беше значи во време значи на пладне. Така што рече посланикот салаллаху алейхи ва селам дека навистина вашата крв, вашето имање се недопирливи. Значи вашата крв, вашето имање, вашето богатство се недопирливи, значи забранети ви се. Како што е недопирлив овај ден, значи денот на Арафат, и овај месец, значи месец ذулхиџа, што од месеците, значи од забранетите, од Ешхурул Хурум, значи од светите месеци. И како оваа земја, значи Мека, значи недопирлива е вашата крв и вашето богатство, како што не е допирлив исто овај ден, овај месец и оваа земја. Исто посланикот салаллаху алейхи ва селам им препорачуваше тука на неговите асхаби за да бидат добри, за да бидат праведни, за да се плашат од Аллах субхана ва таала во нивните сопруги, значи нивните жени, значи да бидат добри спрема нив, да бидат праведни спрема нивните жени. И после тоа исто посланикот салаллаху алейхи ва селам им рече на неговите асхаби: навистина јас ви оставив вас нешто, ако вие се држите на тоа, никогаш нема да заблудите, а тоа е Аллаховата книга и мојот суннет. После рече посланикот салаллаху алейхи ва селам им рече на неговите асхаби: вие ќе бидите прашани за мене, значи луѓето ќе ве прашуваат за мене, што имате вие да одговорите, што ќе кажете вие за мене? Тогаш рекоа, калу, значи рекоа асхаба, кои беа значи над 100.000 присутни, ние ќе сведочиме дека ти е пренесе објавата и дека ти навистина беше искраен советник. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам покажуваше со неговиот показалец кон луѓето и го креваше неговиот показалец кон небото и велеше: Аллахума ишхед 3 марат, о Аллах, сведочи, значи 3 пати. 3 пати рече посланикот салаллаху алейхи ва селам: о Аллах, сведочи, значи ти си сведок за ова што го велеа моите асхаби, ова што го тврдеа за мене, што го сведочеа моите асхаби. После тоа, после худбето во денот на Арафа, посланикот салаллаху алейхи ва селам му нареди на Билал радијаллаху ан да го викат езанот, така што Билал радијаллаху ан го вика езанот и онма правеше после икаметот, и така што посланикот салаллаху алейхи ва селам се клањаше пладне намаз и потоа исто
odma mu naredi na Bilal radijallahu an posle namazot na pladne da vikat drugi ikamet i taka go klanja znači isto i asar. Asar znači i kindija namaz. Što poslanik sallallahu alejhi ve sellem tuka go klanja pladneto i ikindijata skrateno i zajedno. Znači i gi skrati, znači go klanja pladneto 2 rekati i ikindijata 2 rekati i vo vremeto na pladne. Koga poslanik sallallahu alejhi ve sellem go klanja pladneto i ikindijata, togaš otide poslanik sallallahu alejhi ve sellem vo ridot rahma, znači kaj planinčeto ridot rahma i tuka zastana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači ostana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na vodenod na Arafat na ova mesto. Znači vo mesto to vo blizina na ridot kade što je rahma. No poslaniku sallallahu alejhi ve sellem reče дека celo ova mesto znači je za sedenje. Ne znači za čovek da misli koja će odi na hadž da mora toj da stoji vo ovaj rit, na ovaj rit. Ne znači. I drugi mjesta znači vrednosta ista. Glavno je samo, važna ta rabota je da bidi čovjek od vo granicite, na Arafat. To je važno, a ne znači da se koncentrirat i da pravi gužvi i da se turkat i da pravi tesnoti, znači da odi na toj rit. Така što ostana poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vo to mesto do zajduvanja na soncето. I celo to vreme, znači od vremето na pladne do zajduvanja na soncето, znači do akšam namaz, ostana poslanikot sallallahu alejhi ve sellem vo Arafat praveše dova. Znači praveše, odnosno dovi, znači molitvi i go slaveše isto Allah subhanahu wa ta'ala. Celo to vreme go slaveše poslaniku sallallahu alejhi ve sellem gospodar od svoj Allah subhanahu wa ta'ala i praveše molitvi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem така što koga zajde sonceto, znači vremето na akšam, odnosno togaš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne se klanja akšam od tuku se kači na svojata kamila i se upati za Muzdelifa. Znači ova isto 9. den. Znači na 9. den Sabajle beše poslanik sallallahu alejhi ve sellem vo Mina, go klanja sabah vo Mina. Koga izgreja sonceto, ostana malca poslanik sallallahu alejhi ve sellem i krena za Arafat. После го држа худбето во време на пладне, после ги клања намазите, пладни киндија, остана до акшам намаз. Во време на акшам намаз, кога влезе, значи акшамот, крена посланикот салаллаху алейхи ва селам за Муздалифа. И кога крена посланикот салаллаху алейхи ва селам качен на неговата камила за Муздалифа, и кога ги гледаше, значи, тој огромен број на муслимани, им велеше посланикот салаллаху алейхи ва селам: ејюхан нас, ес-секина. Значи, овие луѓе, смиреност. Значи, смирено правете ги вашите ритуали, вашите ибадети, значи да се пазат едни на други, да не прават, значи, гужви, да не прават, значи, извикување на гласови и така натаму. Така што посланикот салаллаху алейхи ва селам кога дојде во Музделифа, и овие значи еден од најинтензивните денови од хаџот, зашто са бајле од Мина, за Арафат, од Арафат за Музделифа, и во Музделифа, значи во денешница, во Арафат се седит во шатори. После тоа во Музделифа, кога стигна посланикот салаллаху алейхи ва селам, тука со еден езан
и 2 икамети клања акшам и јација. Значи, еден езан вика, после икамет го клања акшамот. После акшамот вика, уште се вика други икамет и посланикот салаллаху алейхи ве селем ги водеше во намаз муслиманите во, значи, во јацијата. Така што, после намазот во Музделифа, сите хаджи мируваат. Значи, мируваат надвор, на отворено небо. Значи, тука немат шатори. И во денешна денешница немат шатори. Значи, надвор во отворено небо. Ова мирување трает до сабав. Кога иде сабав, како што постапил посланикот салаллаху алейхи ве селем, така што остана посланикот салаллаху алейхи ве селем до феџр, до сабав намаз, и тука посланикот салаллаху алейхи ве селем се вика езанот и се правеше икаметот и го клања сабаот. Го клања посланикот салаллаху алейхи ве селем, го клања сабаот во Музделифа. И така што после намазот, посланикот салаллаху алейхи ве селем остана уште едно време во Музделифа, во Меш'арил Харам, и го славеше Аллах субхана ва таала, што е тоа значи Меш'арил Харам, значи еден рит исто во Музделифа, или па останува човекот во неговото место каде го клањат сабаот, значи останува човекот во неговото место и го славит Аллах субханаху ва таала и прави дова и така натаму, додека значи да почнет црвеноста. Значи на небото да се појавува црвеност, значи уште не изгреува сонцето, но значи почина да се вцрвенува, значи хоризонтот. Кога почина таа црвеност да се појавуваат на хоризонтот, тогаш посланикот салаллаху алейхи ве селем се упати за Мина. И во Мина првош што направи посланикот салаллаху алейхи ве селем беше отиде кај Џемратул Акаба. Значи Џемратул Акаба, односно Џемратул Кубра. Значи големата џемра тука каде што се гаѓат шејтанот со мали камчина. Овија ден, значи кога посланикот салаллаху алейхи ве селем виќе сега крена од Музделифа и стигна во Мина, овија е веќе 10-тиот ден. 10-тиот ден, значи, од ذулхиџа. Од ذулхиџа, значи, овија е денот на Јеумун Нахар. Јеумун Нахар, значи, денот на Курбанот. Зашто овија е, значи, денот на Курбан Бајрам. Денот на Курбан Бајрам, но оние кои извршуваат хаџ, за ним немат намаз на Курбан Бајрам. Туку, тоа го зазема местото, значи, овие гаѓане на шејтанот со тие 7 камења кај Џемратул Акаба, односно Џемратул Кубра. Значи, за хаджите немат Курбан Бајрам. Не се клањаат хаджите Курбан Бајрам. Така што посланикот салаллаху алейхи ве селем кога стигна во Мина, отиде кај Џемратул Акаба и тука ги фрли тие 7 камчина. После тоа, значи, после фрлање на камчината во Џемратул Акаба, посланикот салаллаху алейхи ве селем се упати до она место каде што беа курбаните. И тука посланикот салаллаху алейхи ве селем ги закла самиот тој со неговата рака 63 курбани. А рековме предходно дека посланикот салаллаху алейхи ве селем ги зеде со себе 100 курбани. Значи 63 посланикот салаллаху алейхи ве селем ги закла сам тој лично, а другиот дел од курбаните
mu gi ostavi na Ali radijallahu an da той да ги заколит. После тоа, посланикот салаллаху алейхи ва селам, кога ги закла неговите курбани, тогаш отиде посланикот салаллаху алейхи ва селам да ги извади неговите коси. Значи од главата, косите од главата да се избричат. Значи овие е другиот ритуал што се прави на 10-тиот ден Јеумун Нахар. А тоа значи бричење, ваѓање на косите. Значи првин. Но, како што вели шех Ибн Баз, рахимуллах, значи по овај ред, прво да се фрлат камчина, после да се колит курбан, после да се ваѓаат косите и после на крај тавафот, ова е најдобриот начин. Зошто? Посланикот салаллаху алейхи така го направил. Но ако некој дела од овие работи спомнати ги прави пред некои други, не е во тоа никаков проблем. Така што кога посланикот салаллаху алейхи селам ги заколи неговите курбани и после како трети ритуал од денот на Нахар, Јеумун Нахар, на денот на Бајрам, на Курбан Бајрам, тогаш кога ги извади косите посланикот салаллаху алейхи ва селам, тогаш е првото излегување од ихрам. Што значи првото излегување од ихрам? Значи тахлил ал-ауъл. Тахлил ал-ауъл значи дека тогаш хаджијата ги ваѓат неговите ихрами. Значи тие како пешкири што рековме, значи ги ваѓат тие пешкири и се тушират и облака, значи така речено цивилна облека. Облака значи цивилна облека, но уште не му е дозволено да имат интимни односи со неговата сопруга. Значи само ги ваѓат неговите ихрами и се облакат со цивилна облека. Ова е значи тахлил ал-ауъл, значи првиот тахлил. Првото излагање од ихрам. После тоа се упати посланикот салаллаху алейхи ва селам, за Мека. Значи од Мина за Мека се упати посланикот салаллаху алейхи ва селам за да го прави, значи, таваф ел-ифада. Таваф ел-ифада или таваф ел-зијара или таваф ел-фарда. Значи, важниот, задолжителниот таваф што треба да се прави, значи, кога човек прави хадж. Кога човек прави хадж, значи без овај таваф немат хадж. Така што посланикот салаллаху алейхи ва селам кога стигна во Мека, отиде кај изворот Земзем и тука ги виде синовите на Абдул Мутталиб, значи неговите чичковци, кои беа, значи, тие чувари на тој извор и тие ги служеа сите тие хаджи ги служеа тие и така исто посланикот салаллаху алейхи ва селам пиеше вода од Земзем и како што рекол посланикот салаллаху алейхи ва селам мау Земзем лима юшраб. Значи водата Земзем е поради тоа што се пиет. Значи поради тоа што се пиет и како што имат пренесувања и како што имаме сами слушнато, значи имат луѓе што Аллах субханаху ва таала ги имат оздравено кога пиеле вода Земзем. Или Аллах субханаху ва таала им дал знање кога тие пиеле Земзем и му се молеле на Аллах субханаху ва таала за знање и така други многу примери во врска, значи, со водата Земзем. Така, после пиење на Земзем од посланикот салаллаху алейхи ва селам, го изврши
poslaniko sallallahu alaihi wasallam tawaf el-ifada. Tawaf el-ifada go napravi poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Posle tawaf el-ifada, poslanikot sallallahu alaihi wasallam zamina za mina. За Мина, пак се врати, значи во Мина. И тогаш остануваат хаджијата, значи, уште 3 вечери во Мина. Значи, 11-та вечер, 12-та вечер и 13-та вечер од месец Dhul Hidja остануваат хаджијата, значи, остануваат во Мина и после пладне намаз, одит хаджијата и фрлат, значи, камења, значи, го гаѓат шејтанот на 3 джемарат. Значи, во денот на Курбан Бајрам, значи, само во големата джемарат, джемаратул кубра, само тука фрлаше посланикот салаллаху алейхи ве селем 7 камења, односно камчина. Но во овие денови, ајамут тешрик, значи во седењето на Мина, кога остануваат хаджијата после таваф ел-ифада, тогаш, значи, одит секој ден, 11-тиот, 12-тиот и 13-тиот, и тогаш, значи, фрлат по 7 камења кај секоја джемра. Значи, кај првата джемра 7, втората 7 и другата 7, значи 21 камења секој ден. После тоа, посланикот саллаллаху алейхи ва саллам се упати посланикот саллаллаху алейхи ва саллам во 14-тиот ден од Dhul Hidja за Медина. Но пред да си од за Медина, значи во 14-тиот ден пред да си од посланикот саллаллаху алейхи ва саллам за Медина, пак се врати посланикот саллаллаху алейхи ва саллам во Мека и го изврши тавафул вада'. Тавафул вада', значи тавафот на збогување. Тавафот на збогување, што треби, значи, да биде последно дело кој го правит хаджијата, односно умреджијата, и тогаш, значи, е напуштат, значи, Мека. И посланикот салаллаху алейхи ве селем, кога беше во Мина и качен на неговата камила, и во други прилики во тег на хаджот, им викаше на неговите асхаби: "Хузу анни манасикакум." Хузу анни манасикакум. Значи, земете ги од мене ритуалите на хаджот. Значи, ова е наредба од посланикот салаллаху алейхи ве селем за да се изврши хаджот онака како што не научил посланикот салаллаху алейхи ве селем. Зошто? Посланикот салаллаху алейхи ве селем ни нареди нас, ова е за сахаба и за другите муслимани што ќе идат до судниот ден, значи, земете ги од мене ритуалите на хаджот. Значи, правилата, прописите на хаджот од кого? Од посланикот салаллаху алейхи ва селем. И така што во 14-тиот ден, значи, се врати посланикот салаллаху алейхи ва селем, се врати за Медина. И кога излезе од Мека, кога ја напушти посланикот салаллаху алейхи ва селем Мека, излезе од долниот дел на градот. Од долниот дел на градот Мека е напушти Мека. Зошто? Кога дојде посланикот салаллаху алейхи ва селем за Мека, влезе од горниот дел на градот, а кога ја напушти Мека, излезе од долниот дел. И ова исто, значи, ова исто е од суннето да се практикуваат спрема можности, кога ќе дојде хаджијата или умреджијата, да влезит од горниот дел на градот, значи Мека, и да излезит од долниот дел на градот Мека, така што ова беше во кратки црти хаджот од нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем во 10-тата година, после хиджретот
od poslanika sallallahu alaihi wasallam i posle toga se vrati poslaniku sallallahu alaihi wasallam za Medina i vo idnjo ders bi idnillahi ta'ala ke učime poslednata ekspedicija koja sprema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, no ova ke učime podetaljno vo idnjo ders, така što se zadovoljujeme noćeska so tolku. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.